Благодарам, председателе. Јас, како и за претходниот говор, морам повторно да се освртнам на експозето на премиерот. За жал, минатиот говор кога го почнав, премиерот нагло истрча од салата и подоцна се врати на задниот лес со книга во рака и тврдеше дека книга читал кога колегите го прашаа каде бил. Се надевам дека сега ќе остане тука. Друга работа околу неговото воведно излагање, од да речеме првиот говор му беше околу 50% зборуваше за себе, сега малку се подобри, да речеме околу 30% од говорот беше посветен на него. Значи, не злоупотребуваше на класичен начин на кој што тоа се правил во име на владата, него во собствено име. Кандидатите беа само еднаш споменати и не слушнавме ништо, не слушнавме кој се што се, не слушнавме нешто битно нивното CV и така натаму. Јас не разбирам оваа потреба премиерот да зборува сам за себе. Може би тој се уште не може да верува дека е премиер, па има една потреба вака да зборува за себе, се става од центар на внимание и да се храбри. Сега, што друго го карактеризираше воведното излагање, тоа се оправдувањата, зошто нели се случува оваа ротација алијанса, тоест алтернатива со алијанса, а тоа е наводно европска коалиција, создавање на европска коалиција и така наречено окрупнување. Значи да почнеме прво со окрупнувањето. На минатата точка гласа 65 пратеници, значи немате никакво окрупнување, малте на 64, отидовте на 64 или на 65. Тука се работи за класично купување, значи ден за ден влада, и како што знаат нели нашите колеги да зборуваат за заложништво, всушност се работи за целосно заложништво на СДСМ од страна на ДУИ. Околу Европската коалиција 64-65 пратеника, значи е смешно, пошто зборуваме нели за двотретинско мнозинство. Тоа го споменав и минатиот пат, скоро во една емисија на една од националните телевизии беше вистински експерт за ЕУ, значи некако вашите квази експерти, кој што убаво би објасни дека Македонија со овакви чекори никогаш не била подалеку од ЕУ. Дека ситуацијата не е или, дека не мораше сте да се прифати. Јас сега повторно тврдам дека ние го прифативме овој неверојатно штетниот француски предлог само заради тоа да се ослободи Албанија од Македонија и да ги почне вистинските преговори, додека ние за секојаш ќе останеме заглавени во европските лавиринти. И еве уште еден експерт, значи зборина за директорката на Институтот за европски прашања, се противеше на влегување на бугарите, тоест барем предупреди за влегување на бугарите во уставот. Зошто? Затоа што преку конвенциите, значи за права на конститутивни народи, баш влегувањето на бугарите во уставот ќе донесе до поголеми проблеми и повеќе можности за Софија за вето, а не обратно. Значи вие закомплициравте ситуацијата, а не обратно. И повторно беше левица спомната. Јас морам вака, тоа за мене делува охрабрувачки, искрено, како може партија со два пратеника да е ноќна мора на владеачката коалиција. Сите негативни квалификации кои што беа изнесени против нас, ја мислам дека тоа е една класична проекција, значи на маните и на грешките кои што оваа влада ги прави у чекори, што беа изнесени, значи во воведното експозе на премиерот. Левица е партија од 2016-2020 влезе во парламентот, малте не мислиш 30 години, нели, страшната левица ја кочи Македонија да влезе во Европа, како нели, да сме на вратите, па нели, само заради левица не може да влеземе. Сега, тоа се лажните причини, тоа се оправдувањата, сега ќе зборуваме зошто всушност ова се прави. Јас веќе напомнав, кажав дека СДСМ всушност е во заложништво на ДУИ. СДСМ е де факто веќе малцински партнер, бројот на пратениците е апсолутно ирелевантен. Не се работи само за министерствата, најголем дел од најбитните министерства веќе не се во нивни раце. Ако ги погледнете директорски и други, да речеме, функции кои што се делат во една коалиција, клучните то сите, не знам, над 90% од клучните позиции ги држи ДУИ. За СДСМ се само трошките. Очигледно дека единствена мотивација е да продолжат бизнисите. И во таква една ситуација не може за ништо друго да биде искористена СДСМ, освен за вршење на валканата работа на ДУИ.
Сега ДУИ моментално е во проблем, тоест има два проблеми. Тоа е едно да спречи обединување на албанската опозиција, што и се случи на минатите избори. На минатите избори ДУИ имаше 15 пратеника, албанската опозиција имаше 12, значи буквално Крмов, точка на дневен ред е избор на членови на владата. Не се изборните резултати. Не разбираш ли? Ти продолжи збори, што сакаш, само да те подсетам. Не се случува за причините кои што беа наброени. Ви благодарам. Значи, пред да ме прекине председател, значи зборувавме за две причини. Има два проблема. ДУИ, значи едниот проблем е обединувањето на албанската опозиција, а вториот проблем е внатрешната фракција или огнените. И сега на кој начин се неутрализира првиот проблем со помош на СДСМ, се зима алтернатива во владата, се делегитимира Стојчекор, затоа што и Алијанс и алтернатива се правени на постојати на антидуи темели се правени практично, и вие ја држите само неколку месеци, малте не година, ја изфрлате, и таа сега веќе делегитимирана пред своето членство. Сега да има избори, алтернатива ќе има 0 пратеници. Тие 4 пратеника може да ги сунуваат. Сега ги земате Алијанса, исто, како еден вид привезок на ДУИ, во таква една ситуација исто се врши, дури ја мислам и посилна делегитимација. Тука сакам да ја порачам на колегите од Алијанса, немој да мислат дека нема да бидат пуштени низ вода, апсолутно ќе бидат пуштени низ вода. Јас мислам дека баш и заради оваа ротација која се случува, се известни и предвремени избори во ситуација кога ќе осети ДУИ дека делегитимирана, Алијанса ќе крене рака и во тој случај идеме на предвремени избори, до двете најголеми партии на албанското младсинство се делегитимирани, ДУИ има отворен пат. И сега останува другиот проблем кој што го набрав, а тоа е внатрешната фракција со 64 пратеника, што беше претходното значи мнозинство. Јас колку што знам и во јавноста се зборуваше, значи таа фракција имаше околу 3 пратеника и беше опасно да се доближи значи до буткање на владата со ротација од 4 на 8 пратеника, значи од алтернатива на Алијанса. Сега минус тие 3 пратеници и се излезе Демократскиот сојуз, пак сме на 64 пратеника, но сега во ваква една ситуација моќта на огнените е значително намалена, тоа е скоро и да немаат моќ, значи сега не може да ја загрозат владата и може да се впушти ДУИ во внатрешна чистка на нивни функционери, кој што и во моментов нели се случува. Друго понатаму, значи тоа всушност е стратегијата на ДУИ, нели, кој што се оствара со помош на СДСМ, тоа е ништо да не му се понуди на гласачкото тело, освен ултранационализам и шовинизам, и да се уништи конкуренцијата. Ако вие уништите конкуренцијата, не мора ништо да понудите и автоматски имате отворен пат и можете да одите на избори. Следен кој ќе биде пуштен низ вода, мора да знаат колегите од СДСМ, тоа ќе биде и самиот СДСМ. Значи СДСМ дојде на власт со некои пораки за економски реформи, антикорупцијски, а видовме најкорумпираната влада до сега со 0 реформи, значи имаат оставштина буквално 0 и всушност излезе дека СДСМ дошла за да ги истера вулканите работи, не само на ДУИ, него и вулканите работи на меѓународната заедница. Во таква една значи ситуација СДСМ, јас се надевам дека, ве молам да го замолите премиерот да се врати во сала, говорот не ми е завршен. Не издржа ни овој пат да избега, да ми се сопре времето и премиерот да се врати во сала. И нека го викне некој да. Ајде. Да. Не издржавте, моравте и вториот пат да излезете, но нема врска. Значи, СДСМ ќе биде пуштен низ вода, од прост факт што јас се надам дека ова е последната валка на работа што ја прави, веќе нема корист од СДСМ. СДСМ опасно се доближува по наши извори до бројката од 20 пратеници. Малтене ќе имаме некој изjednačување или приближување со левица. Во таква една ситуација, значи вие со вакво едно катастрофално владење го лишивте практично македонскиот народ од институционална заштита. Кога народот нема институционална заштита, значи му останува две опции, тоа едната опција ќе му биде или вон институционално да се организира,
и со тоа ќе имате сериозни проблеми, или да се организира околу единствената автентична институција која што му останува, која што пружа автентичен отпор на сите овие штетни политики, а тоа е левица. Ви благодарам.